Утрински стихови од Библијата. 17 февруари. На Бога му беше угодно да го даде својот син за мој откуп. Но на Господа му беше угодно да го порази и тој го предаде него на мачење. Кога го жртвува својот живот како принос за грев, ќе види потомство, ќе ги продолжи своите денови и Господовата волја ќе се исполни преку него. Исаија 53:10. Планот на спасението не бил дополнителна мисла. План создаден откако Адам паднал во грев. Со него се открила тајната скриена од вечноста. Тој е откровение на начелата што биле темел на Божиот престол уште од вечноста. Уште од почеток, Бог Отецот и Христос знаеле за отпадот на сатаната и за падот на човекот предизвикан со дејствувањето на измамната сила на отпадникот. Бог не е причина за постоењето на гревот, но тој однапред го видел неговото постоење, обезбедувајќи средство со кое ќе и се спротистави на оваа страшна можност. Неговата љубов кон светот била толку голема, што тој се заветувал дека ќе го даде својот единороден син, за ниеден кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Оној кој е безмерен во мудроста, не можел да создаде ниеден друг план за нашето спасение, освен да го жртвува својот син. Наградата за оваа жртва е радоста што земјата ќе ја наследат откупени, свети, среќни и бесмртни суштества. Радоста на откупените, што се разнесува во Божја слава низ сета вечност, е резултат од борбата на нашиот Спасител со силите на темнината. Вредноста на само една човечка душа е толку голема, што Отецот е задоволен со цената што е платена. А и сам Христос е задоволен гледајќи ги плодовите на својата голема жртва.